Во иста недела, Бајден и Путин се испратија нови воинствени пораки. Допрва следуваат вооружени артилериски борби и недолжни жртви. Почнаа да не стрелам, веќе не знам кој пат и повторно трчам назад кон подрумот. Таму линијата на огнот постојано се поместува, но не многу, не во голема мера. Постојано трупаат оружје и двете страни. Бум или трас по растечкиот интерес за сончевите колектори. Можеме да имаме зголемено користење на сончевата енергија. Се прават блокади од мокници на кои не им одговара инсталирањето на овие системи за добивање на ефтина енергија. Од предвелба на владата е зголеменото производство на електрична енергија од домашни извори. Ќе има ли кој да ги лечи пациентите? Во една година 400 лекари добиваат лиценца и се здобиваат со право да прегледуваат пациенти. Од тие напред 200 до 220 заминуваат во странство. Малите приказни голем ум даваат. Што значи да се конципира или да се структурира проект кој што е спој на одлична музика и убав кажан збор? Значи создавање култура, значи вреднување на оние суштински нешта кои културата ја одржуваат жива. Во понеделникот во Киев слета американскиот председател Џо Бајден со ветување за нова воена помош. Таа од почетокот на руската агресија во Украина достигна вртоглави на 30 милиарди долари. Како изгледа големата европска држава што досега ја напуштија над 10 милиони бегалци, со недоброени жртви и разурнати градови? Се најавува жестока воена пролет. На 27 овој месец во Скопје премиерно ќе биде прикажан авторскиот документарен филм Приспивни сирени, чиј автор е Кристина Атовска, ТВ репортер и единствен новинар од Македонија, која беше на воените барикади во Украина. Украина од новинарски агол. Гостинка во Трилинг вечерва новинарот и воен известувач Кристина Атовска. Добро вечер, Атовска, и добре дојдовте во Трилинг. Благодарам за поканата. Минатата година на два пати бевте во Украина. Се очекуваат нови боишта, тенковски офанзиви. Дали може да се предвиди крајот на оваа војна? За жал тешко. Сите прво ова прашање го поставуваат, но морам да кажам дека не е толку оптимистички одговорот, барем мене не ми изгледа така кога бев таму и видов што се случува на теренот. Таму линијата на огнот постојано се поместува, но не многу, не во голема мера. Постојано трупаат оружје и двете страни, така што не можеме баш да очекуваме во брзо време војната да заврши. Бајден ветува нови тенкови. Кина и Турција се обидуваат некако да посредуваат во целиот овој конфликт. Како до компромис во услови кога Путин не се откажува од целата таа политика за голема Русија, а Зеленски не го слуша Кисинџер за откажување од одредени веќе окупирани територии? Па се уште постои еден отпор, можам да кажам, од украинската страна и да седне да преговара. Како што споменавте, во меѓувреме сите држави, сите големи сили останати ги снабдуваат страните со оружје. Тоа впрочем е она што ни кажува и дека нема многу брзо да заврши оваа војна, но со оглед на тоа како стојат сега работите, какви пораки испраќаат двете завојувани страни, не можам да кажам дека очекувам во брзо време да се изнајде мирен договор. Се случуваат некакви преговори, но на некое многу пониско ниво и само за конкретни работи, како например размена на затвореници, размена на тела, но тоа не се мировни преговори. Мислам дека се уште постои еден цврст став кај украинскиот председател дека не сака да седне на маса и да разговара воопшто, а камоли па да разговара за отцепување на некои територии од Украина. Така што мислам дека дури тој разговор се сомневам дека ќе се случи во блиска иднина. Атовска, вие бевте дел од сршта на случувањата, бевте сведок на крвави бомбардирања на тенковски судири и се останато. Чувствувавте некаков страф, некаква вознемиреност? Со кого одевте на терен во тој период? Нормално, не може, не е возможно
да не постои страв, навистина не е возможно, Што особено се не на случува во тој некој. момент кога го чувствувате стравот? Како се справувате? со него? Зависи дали е работно време или не. Тоа е најголемата разлика, можам да кажам, додека сите ние репортери таму работиме, додека сме на терен, некако не постои страв, има само фокус на работата, но кога ќе падне ноќ, кога ќе дојде оној полициски час, кога почне да се тресат зградите, целиот град од тешко бомбардирање, тогаш е невозможно да не се чувствува не било кој таму исплашен. А каква е разликата со западните новинарски екипи, затоа што бевте мноштво новинари на терен, ако може така да се нарече. За вас до последен момент немаше шлем? До последен. Немаше било што до последен момент. Разликата е неспоредлива. Со милиарда светлосни години. Прво, кај нас не постои воено известување како сектор во медиумите. Во секој друг европски медиум постои, тоа има неколку тимови обучени во рамки на еден медиум, кои ротираат постојано. Секако дека сите се опремени со буквално се што треба, од заштитна опрема, која што е повеќе од задолжителна, затоа што дури ниту акредитацијата не е валидна без заштитна опрема, па се до неограничени финансиски ресурси, има и нормално помалите медиуми се со ограничени, но генерално европските телевизии таму се со неограничени средства, така што разликата е неспоредлива. А каде бевте сместени во тој период, додека бевте во Украина? Имавте можност да остварите некаков контакт со новинарските екипи? Секако има медија центри, таму се наоѓавме постојано. Знаете, новинарското, кога некаде ќе падне бомба, таму е веста, па сите се собираме на исто место. Секако, цело време бевме постојано со колегите, само што не спиевме на исто место. Например, во окупиран Киев, јас спиев во подземно засолниште, во кое што ме зема украински колега кој повеќе не работи како новинар, сега е посветен на хуманитарна мисија и така и го оформил тоа засолниште. Интересно е што таму не пуштаат странци, ме зема само затоа што сум сама и жена во војна и ми рекоа не може во окупиран град да спиеш сама, да не си со остатокот од медиумите. А остатокот од медиумите спија во екстремно скап хотел, кој во ниедни услови ние не би можеле да си ги приуштиме и како медиум и јас како новинар. Така што во различни периоди и на различни локации спиев на различни места. Два пати во Харков, например, спиевме во станови знаемени од луѓе што си заминале од градот. Сега во која населба ќе се погоди станот, нели има и поопасни и побезбедни зони, во наводници побезбедни, така што во зависност од локацијата, таков ми беше и смештајот, можам да кажам. Со телефонска камера направивте документарен филм. Го носи насловот Приспивни сирени. Зошто токму овој наслов? На почетокот кога стигнав и кога ја слушнав првата сирена во 3 пополноќ, кога се разбуди во бунило, реков зарем вака изгледа. И тоа е всушност мирен град, каде што има сирени кои предупредуваат дека можеби треба да те разбудат, да се засолниш. И тоа е безбеден град. Не во небезбеден град има само една сирена која само го означува почетокот на полицискиот час, а бомбите паѓаат непрестано и дење и ноќе. И таму нема сирени кои треба да предупредат дека треба да се сокриеме. Едноставно не постојат тие сирени, така што тоа е најопасно место. И некако многу добро се вклопи тој наслов во наративот кој го користам во филмот, меѓу другото и со сирените, и токму затоа го одбравме тој наслов. Атовска, ви затрепери раката додека собиравте кадри од убиени цивили? Не е возможно. Не е возможно да нема никаква реакција, само што кај нас новинарите мислам дека шокот или најтешкото доаѓа подоцна, веднаш откако ќе завршиме работата. Од кога ќе ги собереме кадрите, дури подоцна мислам дека стануваме свесни за тоа што све сме виделе или снимиле на терен и
Навистина едно многу лошо чувство. Треба некој период за да излезе тоа од систем, некако треба да се исплачете, мора некако тоа да се извади од систем. Навистина е грозоморно, мислам. Не верувам дека никогаш ќе го кажам ова, ама дури тешко ми е да најдам доволно адекватен збор за со еден збор да опишам состојбата, тој масакр во Буча и како изгледаше таа улица кога влегов таму. Така изгледаат барикадите кои се поставени по целиот град. Го споменавме во текот на разговорот военото репортерство. Во Македонија имаше новинари кои ги следеа оние југоконфликти, судирите на Косово, судирите со ОНА. Меѓутоа, класично воено репортерство во земјава речиси да не постои. Не постои. Не постои. Не речиси, едноставно не постои. Тоа е она што ни недостига. Ни недостига техника, ни недостига кадар, ни недостига Апсолутно не ни недостига техника. Од се што ни недостига, тоа е единственото нешто што не ни недостига. Ете доказ за тоа е дека може и со мобилен телефон не само да се известува, туку да се направи цел документарен филм. Јас имав и линковски вклучувања наутро во емисијата Утрински брифинг, попладне снимав и се тоа од еден телефон. Така што техника сигурно не ни недостига. Не недостигаат финансиски ресурси во медиумите одвоени за таа конкретна работа и најважното од се е дека недостига обучен кадар. Морам ова да го кажам затоа што војната не е едноставна работа. А сметате дека постои во Македонија кадар кој што може да обучи кадар за таква намена? Апсолутно не. Јас имам од студентските денови добра американска обука, кој на вистина добро, тоа е цел предмет на факултет практично. Така што не сметам дека овде има кој да обучи новинари за такво нешто, но во секое време можеме да побараме помош. Например, во Европа има многу добри академии кои нудат курсеви конкретно за оваа работа, конкретно за новинари и хуманитарци кои одат во воени зони, како да изгледаат, како да се однесуваат, што треба да носат, што да прават во конкретни опасни ситуации. Без тоа не може да се тргне на терен. И следствено на ова постои желба кај новинарите во Македонија да се занимаваат со воено репортерство? Не постои. Јас барем не ја гледам. За мене желба, кога си има желба за нешто, значи да се преземе и конкретна акција. Јас сум ја имала желбата, сум работела во студентски денови да соберам пари за да си ја платам таа обука, сум се обучила затоа што имам желба. Сега отидов затоа што имам желба. Она што е желба мора да донесе и конкретна акција. Не гледам акција кај нашите колеги дека било кој било што презема по тоа, не само во военото репортерство, генерално и за другите жанрови, во другите сектори во новинарството, нема многу голема желба за дообучување, за напредок. Ние сме заглавени во некој балон во кој што со години дискутираме едни исти теми кои не водат никаде, само се вртиме во круг. Ние константно зборуваме само за проблеми, никој никогаш не нуди решение. Атовска, како живеат новинарите денеска во земјава? Лошо. Катастрофално. Не знам кој друг збор да го кажам, ама навистина лошо. Новинарите се најслабо платени, најмногу нападнати, изложени на јавен линч во едно вакво општество во кое што сите нужно се или црно или бело, никој никогаш не ја гледа средината, повеќе никој не слуша две страни, така што мислам дека ова е еден од најлошите моменти во новинарството. Па да, новинарите кај нас никогаш не биле на едно достоинствено ниво, освен во далечните години, во МТВ сега и таму не е таква состојбата, но генерално не можам да кажам дека добро живеат колегите или новинарите во оваа држава од сите аспекти. Прво, не се финансиски стабилни, второ, се постојано изложени на мобинг внатре во редакциите,ускратени им се можностите за напредок, изложени се на опасности од надвор или закани, тужби, на кои што нивните медиуми не ги штитат, така што многу е тешко сега да сте новинар во Македонија. Вашиот борбен дух ве следеше и во потрагата по пребеганиот екс-премиер? Да. Малку повеќе за тој период?
Што конкретно? Тоа беше период во кој што тогаш работев во 1 ТВ, каде што можеби е единствената телевизија во која што не сум можела да се пожалам за ресурси, кога пише Груевски во, ако не се лажам, околу 17 часот попладне, дека е во Будимпешта во 17:30 веќе бевме тргнати, без да се молиме, убедуваме дали треба или не треба да се оди, едноставно за 20 минути се ми беше договорено, средено, пратено, возач, снимател, се што треба за да тргнам. Мислам дека вистинското новинарство тоа го предвидува. Тргнување сега одма веднаш на лице место, тоа е тоа што треба да го прават новинарите. Имаме ни еден синдром кој во последно време станува се посилен и посилен, а тоа е оние кои најмногу седат позади компјутер да мислат дека се најголеми експерти. Истото ќе се надоврзам, ми се случува и сега кога разговарам со луѓе за Украина и сите мене ме убедуваат дека некои работи не се такви какви што мислам. Ама мислам дека тоа е вистинското новинарство, одење каде што е приказната во оној момент во кој што се случува. Во воена база, која во моментов, тоест на почетокот на војната служела за тука да ги чуваат хеликоптерите, но почнаа да не стрелат, веќе не знам кој пат, и повторно трчам назад кон подрумот. Атовска, ви благодарам за вечерашното гостување во Трилинка. Ви благодарам за поканата. Го следевте разговорот со Кристина Атовска, новинар и воен известувач. Загрижувачки податоци, ке немаме доктори или недоволно. Прецизни истражувања или анкети колку македонски лекари имаме во моментов нема. Но лекарите од оваа фела и предсе од Македонското лекарско друштво деново излегува со констатација дека во последнава декада за 20% е намален бројот на доктори. Коридорите за иселување не престануваат. Пред 1 година младите лекари предупредија на овој загрижувачки тренд. Добре да е за професор доктор Горан Димитров. Пред да ја разглобиме темата, имате ли некаков статистички податок, како еснавска заедница или европски стандарди, колку лекари пер капита треба да има во една држава која не број веќе ни 2 милиони? Прво да ви се заблагодарам за поканата. Голема чест ми е овде да бидам поканет и да ви кажам дека ние секако дека пер капита по глава на жител или лекари дека имаме многу помалце него некои развиени земји. Меѓутоа фактот е тоа дека ако земеме една точна статистика не можеме да кажеме. Меѓутоа ако ги сметаме тие по положени лиценци, тоа е секако апроксимативна бројка, дека у една година 400 лекари добиваат лиценца и се здобиваат со право да прегледуваат пациенти. Имаме и такви кои што не положуваат па работат во фирми фармацевски и така натаму. Од тие напред 200 до 220 заминуваат во странство, а останатите 180, 150, 180 се така наречен природен дефицит. Што значи тоа? Дека или одат во пензија или умираат. Старосната граница во државата, а и кај лекарите, секоја година станува се поалармантна. Ќе има ли кој да ве наследи или ќе има ли кој да ги лечи пациентите? Овој тренд не е само кај нас. Трендот е во целата европска заедница. Билтенот што пред 1 година излезе, иако имавме пандемија 2 години со корона, кажува дека од 2014 наваму, значи тоа веќе ќе проидат 10 години наредната година, секој трет доктор во европската заедница, а слично и кај нас, е постар од 55 години. Значи, имаме шанси и намалувањето и на тој начин да биде природно. Ако не збориме за она што е најактуелното, миграциите вон државата и миграциите, можда и да кажеме помало место, поголем центар и така натаму. Пред неколку години имаше теза меѓу вас, лекарската фела, дека нема потреба од педиатри. За денес да се соочите со проблем, ни не достигаат педиатри.
Пандемијата покажа дека имате недостаток од инфектолози, анестезиолози особено за големите и тешки оперативни зафати. Како ќе се обезбедите со медицински кадар во вакви околности? Рецептот се знае. Една од најглавните работи, а тоа го превзима и секој здравствен систем од развиените, е така наречената регионална систематизација. Например, да кажам еден пример. Ако премногу лекари се концентрирани во еден медицински центар во Скопје, треба на нив да им се овозможи да работат и, да речеме, операционите сали во Куманово, Велес, Тетово, Штип и така натаму, каде што има. За жал, ние имаме, еве да кажам, примерот од Кавадарци, кој што долги години немаше гинеколог, па идеше екипа од гинеколошката клиника да работат таму, да ги држат дежурствата. Во работно време идат еден-двојца од гинеколозите кои што се во Кавадарци, а дежурствата ги презима екипа кои што идеа по цела недела и тамо седеа, дежура практички се по цели денови. Зошто? Затоа што има недостаток на кадар. Во овие деликатни времиња, она што помалку станува симптоматично, иако поминавме низ еден турбулентен период на здравствена криза, економска криза, сепак во последниве неколку години на неколку наврати на лекарите им се зголемени платите. Дали дежурствата ви се дополнително зголемени? Дали платата всушност не е клучната причина поради која луѓето во бел мантил одлучуваат да заминат во државата? Па да ви кажам, имаме податоци, тоа го согледувам ја од билтенот, збориме и за цел свет, не е само за Европа, дека три причини ги кажуваат. Тоа се примањата, значи колку е доходовно да се работи во некоја, дури они имат еден специјален израз на англиски, викаат lucrative countries, доходовни земји за работа, за докторите. И ги редат подред. И тука се Германија, Швајцарија, Америка, и нема да верувате, едно од најбраните Луксембург, со огромни плати за докторите. А има 624.000 жители. Така да тие се првата причина е тоа. Втората причина е, се знае, у сите земји. Тешкоти за вработување. Значи, кој може да и желбата и каде да се вработи, некој млад доктор кој ќе заврши, има некоја желба што би сакал да работи. Зашто го студирал тој факултет. Така, без разлика и нека не е некоја од тие струки кои што се. Меѓутоа, дали имаме ние услови за да може он да биде примен на таа специализација? Дали може да прави, еве сака да биде кардиохирург? До пред скоро, сега го имавме првото пресадување на срцето пред 3-4 години во Македонија. Меѓутоа знам неколку луѓе кои што отидоа во страни земји да работат баш тоа што го сака. Значи тоа е тешкотиите при вработувањето. И третото, што исто поврзано со ова, е баш тоа, лошите услови за бирањето на специализацијата или за бирањето на стручниот дел на работата што ќе работи на работното место. Ако образованието на еден лекар чини најмалку според одредени податоци $500.000.000 евра, дали со одливот на лекарите се губи, всушност, вие како лекарска фела губите контакт со вашите колеги кои заминуваат? Ние не ги губиме врските, дури и ствараме врски со земјите кои што се отидени. Меѓутоа, они се таму отидени. Ретки се случаи да има, меѓутоа ретки се случаи некои да се врати. А тоа не е само кај нас, не е само во нашата република. Тоа се случува и во многу ниско економски, ниско социјални земји на европската заедница. Има еден податок за Естонија, што практички и нас не зачудува, дека скоро 46% од докторите во текот на откога влегле тие во европската заедница си отишле од земјата. Претежно во Финска. Зашто? Затоа што Финска има, тоа е првото, има 6 до 8 пати поголеми имаат примања, може да добијат примања.
Што е побезболно решение во ситуација кога некој лекар е одлучен да го напушти јавното здравство? Да замине во странство или да направи трансфер во некоја од приватните клиники во државата? Па видете, тука баш по тоа се разликува. Значи, во приватните клиники сме тука, дома. Значи, тука имаме место за живење, тука се нашите семејства, пријатели, тука е за нијанса помало поевтин стандардот на живењето. Воколку некој се одлучи да оди во странство, тоа е секако дека е за жал подобро, заштото што тамо зима 7 до 10 пати поголема плата, така, плаќа еден мал процент од тоа за стан или купување на куќа и исто така еден мал поголем процент од тука него што плаќа за неговото живење, така да кога ќе се споредат тие двете работи, секако дека зависи од личната волја и перспективите на тој поединец. Меѓутоа, еве сега да ви кажам, за да знаете точно, еве го, точно го имаме ние во билтенот, значи колку идат платите, значи во Швајцарија идат негде $130,000 годишно е на специјалист. А кај нас е некаде измеѓу 16 и 18-20. Или да не ви кажувам за Соединетите Американски држави, затоа што тоа е далеко. Тие што ги напоменав, lucrative countries, доходовни земји за доктори, каде што идат да работат. И покрај Швајцарија, САД, Германија, Белгија, Канада, Велика Британија исто добро, тие што има, нели тука треба лиценца за положување. Нов Зеланд, Аустралија, Исланд и Луксембург, тој што ви го спомена. Кој што има само 624,000 жители, а докторите се стремат и од овие други кои што се членки на Европска заедница да одат тамо да работат. Заради платата. Поштени гледачи, следите тренинг, мој соговорник е професор доктор Горан Димитров, председател на Македонското лекарско друштво, гинеколог. Вашиот татко беше гинеколог, вие сте гинеколог, вашиот брат Глигор Димитров е гинеколог. И вујко ми прочуениот доктор Тодор Бојаджиев, иначе композитор, попознат како композитор, беше гинеколог. Сега ве прашувам како гинеколог, како во 21. век не може секоја жена да си дозволи да има свој матичен гинеколог? Она што според моите податоци до кои дојдов е дека не секаде има гинеколози, а најзагрозени се и најмногу имаат проблем во руралните средини. Ние тоа го објаснуваме од професионална работа со тоа што голем број од тие измигрирале, значи отишле или во поголемите центри, така да тие центри останале без здравствени работници од таа специјалност, гинеколози. А на кој начин би можело да се формираат такви регионални центри, како што, например, се ќе дадам еден прост пример. За времето на Југославија им падна на памет да прават центар во Сремска Каменица. Така да со регионалната систематизација и правење на болници, дури и некој кој што живее во Скопје ќе биде заинтересиран да работи за еден сат, да оди до Штип или да оди до Кочан или да оди до Дебар или не знам, сега тоа така го кажеме произволно, и на тој начин би можело тоа да се реши. А ние сега од пред 2-3 години Македонско лекарско друштво, подпомогнати од Министерството за здравство, клиниката за гинекологија и нашиот главен партнер UNFPA, тоа се Фондот за популација на Обединетите нации, почнавме да работиме со мобилни амбуланти. Активистите на Црвен крст, општината им најавува дека со мобилната амбуланта ќе дојде докторот тој и тој може да биде од Штип, може да биде од Скопје, од било каде, во таа рурална средина. Еве ќе кажам примерот што неодамна јас бев во Дојран, во близината на брегот на Дојран, лоцирана амбулантата, сите тие дојдоа многу пациентки и огромен ефект. Кој ефект? Најдовме за малку време, да речеме за првите 4 до 5 недели, бе откриени 4 карциноми во ран стадиум
и неколку преканцерози и неколку од овие бенигни работи кои што ги мачеле жените, они не биле 5, 6, 7, 10 години на преглед. Професор Димитров, на крајот јавноста за жал многу често е сведок на гинеколошки пропусти, многу недоследности, се извршуваат интервенции, се вадат погрешка органи кај жените. Никој кривично не одговара, но чувствуваат ли лекарите, гинеколозите, барем елементарно одговорност, етичка, кога ќе грешат, ќе сгрешат? Видете вака, ние како лекарско друштво не сме одговорни за тоа. Зашто? Затоа што нашата цел е едукација и континуирана медицинска едукација на нашите членови, значи докторите. Овде не ве прашувам како не, председател. да ви кажам, како... да ви објаснам. Не како председател. И како имаме специјална комисија за зачувување на честа и угледот на докторите. Меѓутоа, правно професионална организација е комората. Во комората има и специјална комисија која што ги оценува тие грешки и кој што доделува казни, одземање на лиценци, не знам, новчани казни, не знам се што постои според законот сите тие работи. Така да никој од тие спорадични случаи не би можел да го објаснам. Не заради тоа што се бранам да го објаснам, него заради тоа што не ни знам што се случува. Зошто? Затоа што како и во Америка, како и во Белгија, има огромен број и на тужби кои што се навистина смешни и неосновани. Меѓутоа, одговорноста е на секој од поединецот кој што учествува. Учествувајќи во некоја интервенција која што после тоа ќе се оцени, нормално дека треба да се превземе одговорност. Ви благодарам за гостувањето во емисијата. Ви благодарам за поканата и поздрав до сите гледачи. Поштовани гледачи, тоа беше професор доктор Горан Димитров, председател на Македонското лекарско друштво. Сончеви панели на приватни кровови, врз фабрички хали, на земјоделски посеви и отворени полиња. Вистински бум во производството од сончева енергија. Досега се издадени дозволи за над 300 компании, а чекаат на одобрение уште 100. Од инсталираните фотоволтаици веќе се добиваат над 150 мегавати струја, што е еднакво на капацитетите на хидроцентралата Тиквеш. Овој бум создава нова дилема: како да се складира добиената вишок произведена струја. На оваа тема вечерва во Трилинг гостува Виктор Андонов, советник за енергетика на премиерот Димитар Ковачевски. Видете, фотонапонските централи спаѓаат во категоријата на обновливи извори на енергија и тие како такви не можете да ги контролирате, односно да произведуваат електрична енергија кога сакате. Ако тие произведуваат електрична енергија кога има сонце. Како што расте потребата од обезбедување на енергија, се појавува и потребата кај инвеститорите истата таа да ја обезбедат преку своите инвестиции во фотонапонски централи и се појавува можност во следниот период, во одреден временски период, во текот бидејќи фотонапонските централи работат започнувајќи со пролетта до крајот на есента и можно е да се случи доколку ги имаме навистина во голем број, во еден момент да имаме премногу енергија произведена од истите тие и токму и за тоа се јавува потребата да се најде начин таа енергија да се складира, да се употреби во доцните часови, односно во часовите кога нема сонце. И токму за тоа и служат батеријските системи или системите за складирање на таа енергија. И токму поради тоа и на барање на инвеститорите, владата започнува процес на разговори со цел да се започне кон една измена на законската регулатива со која ќе се овозможи токму таква изградба на тие системи за складирање или на батерии. Меѓутоа ќе се направат и потребните измени во делот на енергетиката, не само во градежништвото, туку во делот на енергетиката и во правилата во кои функционираат носителите на компаниите кои имат лиценци за енергетски дејности. Односно, потребно ќе биде да се регулира начинот на кој тие батерии ќе бидат вклучувани во системот, бидејќи тие, меѓу другото, можат да обезбедат и балансни услуги на системите, односно за одржување на сигурност и стабилност на системот и токму и тие активности потребно ќе биде да бидат регулирани во наредниот период, се со цел да возможиме
побрза примена на таквите батеријски системи кај новите фотонапонски централи. Дали повторно ние сме подготвени за преземање на фотонапонската енергија, додека светот и обкружувањето галопираат со производство на овој тип на енергија, ние секако сега некаде ги утврдуваме оние црни точки, ако може така да се наречат. Кој не може да ги преземе и продаде вишок од струја на слободниот пазар? Напротив, подготвени сме. Една од клучните определби на владата во изминатиот период е да се обезбеди зголемено производство на електрична енергија од домашни извори. И тоа како такво, таа определба е дефинирана во нашите стратешки документи, пред се во стратегијата за развој на енергетиката до 2040 година, каде што е дефинирано дека токму фотонапонските централи, ветерните централи ќе бидат главните двигатели на нашата енергетска транзиција. Ние генерално во изминатите 15-20 години увезуваме околу 30% од потребите на електричната енергија, така да можам да кажам дека нашиот систем е спремен да ја превземе таа електрична енергија од фотонапонските централи и може да одговори на предизвиците. Еден познат македонски производител јавно за Дојче Веле кажа дека се сомнева оти за експанзијата на зелената енергија, посебно фотоволтаиците, се прават блокади од мокници на кои не им одговара инсталирањето на овие системи за добивање на ефтина енергија. Ќе се повторам со одговорот на претходното прашање, од пределба на владата е зголеменото производство на електрична енергија од домашни извори. Можеме да бидеме сведоци дека во изминатиот период владата и надлежните институции, посебно Регулаторната комисија за енергетика, месечно и годишно објавуваат најтранспарентно какви се резултатите од мерките на владата во делот на промовирање на зголемувањето на инвестирање во обновливи извори на енергија. А столарниот бум предизвика и момент на странски инвестиции. Што е со нив? Токму така, местоположбата на Македонија е таква да можеме да имаме зголемено користење на сончевата енергија во споредба со останатите земји во Европа. Ние и неколку, би кажал, мал дел на земји во Европа имаме слични соларни карактеристики и тоа ни овозможува да имаме зголемено користење на сончевата енергија. Впрочем, нели ние сме земја на сонцето и очекувано е да има интерес од сериозни странски инвестиции. Ако во Европа во изминатите 10 година се направи вистински бум со фотонапонските централи, а зборуваме за земји во кои имаат барем 20 до 30% помали или послаби карактеристики на сончева радијација. Ние значи имаме одлични услови, токму поради тоа интересот. Во изминатите 2 години имаме интерес од сериозни инвеститори, токму и поради тоа беше донесен закон за стратешки инвестиции, со кој им се овозможи на сериозните инвеститори да може да инвестираат кај нас во Македонија со дополнителна правна сигурност, а се разбира и граѓаните да имаат и нашите енергетски компании да имаат директен бенефит од тоа. И верувајте ми, тие компании веќе долги години работат во тој дел во Европа, имаат огромно искуство акумулирано и знаење и во производството на фотонапонските централи, во нивната изградба, во нивното менаџирање, меѓутоа и во имплементирање на системите за складирање на енергија, односно на батериите, така да очекуваме дека тие ќе го промовираат заедно со нашите инвеститори концептот на интерес во инвестирање на батерии заедно со нивните фотонапонски централи. Неколку соговорници во Трилинг досега предупредуваат дека еуфоријата по фотонапонските панели не смее да ги суспендира другите обновливи извори, ветерници и хидропотенцијали. Каква е она диверзификација на енергетските извори и дали сега се исплатливи и гасните централи? Токму така, не смеат да се бидат запоставувани другите извори на сметка на фотонапонските централи, меѓутоа мора да имаме во предвид дека ние најдобрите карактеристики ги имаме токму со искористување на сончевата енергија, токму и поради тоа во изминатите неколку години инсталираниот капацитет расте пропорционално со ресурсите и со потенцијалите. Да не заборавиме дека во изминатите 15 години државата преку мерки за зголемено инвестирање во обновливи извори на енергија успеа да
да промовира, да речем, изградба на над 100 мегавати на мали хидроцентрали. Изградени се веќе и вториот ветерен парк со инсталиран капацитет од 36 мегавати, што значи дека во моментот имаме околу 72 мегавати ветерни електрани и два очекуваме со истиот тој капацитет да започнат во текот на годината да се градат. Имаме околу 15 мегавати електрани на биогаз и меѓу 150 и 200 мегавати на фотонапонски централи, бидејќи бројката се менува дневно и затоа транспарентно се објавуваат таквите информации. Би можел да кажеме дека имаме добар микс од обновливи извори за енергија. Сега, бидејќи го спомнавте гасот, да, предвидено и во нашата стратегија да се изградат и електрани на природен газ. Имаме токму и за тоа една стратешка инвестиција, донесена одлука за изградба на когенеративна електрана во Скопје, со која ќе се овозможи дел од топлината да се користи за затоплување на домовите во Скопје, а другата да биде во Битола, која би заменила, да кажеме, во иднина еден од термоблоковите и ќе се намали загадувањето во тој дел од државата. И би кажал на еден начин со овие проекти и еве да го споменам и еден од најзначајните проекти во енергетиката, тоа е хидроцентралата Чебрен, за која очекувам до крајот на месец март да се донесе одлука за избор на најповолен понудувач, да го сочинуваат миксот на генерално на енергетскиот систем на Република Македонија во наредните 10 години. Во јавноста се води бизнис-политичка конфронтација дека ИСМ купува двојно поскап газ од бугарски партнери со загуби од неколку милиони евра. Зошто во овој случај е прекината транспарентноста во оваа јавна набавка? Мислам дека транспарентноста, посебно во последната година, или започнувајќи да кажеме од енергетската криза на крајот на септември со одлука на собранието, е зголемена, се со цел на избегнување на дезинформации и шпекулации со кои се создава непотребна нервоза и паника кај граѓаните. Кога зборуваме за дали сме платиле помалку или повеќе за одреден тип на енергенс, мислам дека правилно е да анализираме еден поширок диапазон на временски период, односно да кажеме од почетокот во летните периоди на почетокот на септември, кога интензивно започнавме да комуницираме со јавноста и да ги презентираме активностите и превземените мерки. И тогаш да потсетам дека во текот на летото, кога европските држави ги полнеа складиштата со газ, цените беа под рекордно ниво. Цените на 1 мегават час на природен газ беа од 250 до 350 евра. Тогаш сите европски земји масовно ги полнеа своите складишта и тогаш во јавноста, исто како и сега, имаше огромен притисок на владата да набави природен газ, како би се осигурале дека во текот на зимата ќе го имаме за производство на електрична енергија и за затоплување. Меѓутоа, владата не набави, иако имаше огромни критики, зошто не се набавува, бидејќи цените може да стигнат и уште повисоки. И можеме да бидеме сведоци дека во крајот на септември, почетокот на октомври, со започнувањето на грејната сезона, владата ги набави првите количини на природен газ по цени дупло пониски од тие што беа во текот на летниот период. Што значи дека се донесе добра одлука и им се обезбеди на граѓаните непрекинато снабдување со топлинска енергија и зголемено производство на електрична енергија од комбинираната електрана во Скопје. Што значи дека во тој период се донела правилна одлука, истата се користеше во текот на месеците кои доаѓа, иако се сеќавате дека тогаш се правеа набавки на 15 на дена, имајќи го во предвид движењето на берзите, иако и тогаш имаше критики зашто се набавува за 15 дена, не се набавува месечно, зашто се чека на берзата бидејќи таа е непредвидлива. И сега кога овде би потенцирал дека во комуникацијата со компаниите преку Стопанската комора имаше апел од нивна страна за обезбедување на дополнителни количини за електрична енергија по некоја поповолна цена од берзите, бидејќи тогаш цената на берзите беше меѓу 500 и 600 евра. Тие зборуваат за 150 до 200 евра и беше и тоа за период до завршување на зимата. Нели за грејната сезона завршува на 15 април и тие бараа предвидливост. И тогаш се појави кај владата размислување што ќе добиеме ако направиме предвидливост за на компаниите, бидејќи во моментот владата субвенционира
значителен дел од цената на електрична енергија за прехранбената индустрија, за школите, за основни и средни училишта, за витални објекти во државата, за водоснабдителни системи. И требаше предвидливост со цените, бидејќи тоа се случуваше на месечно ниво. И токму поради тоа се премина кон тој модел, фиксна цена за месец, со цел обезбедување на потребната предвидливост. И овде би потенцирал дека АДСМ јавно ги објавува јавните повици за искажување интерес за обезбедување на потребните количини на газ на месечно ниво. Секој месец се објавуваат. Еве, можам да потсетам дека вчера, во текот на вчерашната пресконференција, упативме апел до сите компании кои ги исполнуваат условите од огласот и кои располагаат со потребните количини да достават понуда во ЕСМ и на тој начин да имаме поконкурентна постапка, за на крај ефектот да биде избор на најповолната понуда за граѓаните, нели, со кои ќе се обезбедат дополнителни количини на топлина и на електрична енергија. И овде на крајот би сакал да потенцирам дека по завршувањето на кризната состојба на 30 април, владата ќе организира пресконференција на која најтранспарентно ќе бидат презентирани сите податоци кои се релевантни и ќе им презентираат на јавноста и на медиумите на каков начин сме се справиле со енергетската криза, колку пари биле потрошени, за кои горива, што било субвенционирано и кои ефекти се постигнаа. Господин Андонов, енергијата стана некако највносен нето бизнис и непотизмот и партиската фаворизација ги суспендираа конкуренцијата како феномен. И од друга страна се овозможува профит за експонентите на власт. Каков е вашиот став по ова прашање? Вака. Во минатото сведоци бевме дека граѓаните се интересираа само за движењето на цените на берзите на нафтените деривати. Бидејќи на 2 недели регулаторната комисија објавуваше редовни одлуки за донесувањето на цената на нафтените деривати. Бидејќи во тој период цените на берзите на останатите енергенси пред се и на електричната енергија беа ниски и не создаваа непотребни паники и опасност кај компаниите и кај граѓаните. Меѓутоа, како почна состојбата со високите цени, со војната во Украина, ги натера граѓаните секојдневно да ги следат сите берзи и на електрична енергија, и на природен газ, и на нафтени деривати, бидејќи сега може да се минати неколку пати во текот на неделата. Сега на најтранспарентен начин достапни се сите можни податоци на сите граѓани. Дали преку редовните извештаи на регулаторната комисија, дали преку извештаите на останатите компании, државни институции кои еве споделуваат вакви информации. Така да овде само би потенцирал дека владата е транспарентна и дека во однос на сите донесени одлуки и активности еве нема проблем да ги презентира и да се соочи со јавност. Ви благодарам за вечерашното гостување во Трилинг. Благодарам на поканата. Го следевте разговорот со господинот Виктор Андонов, советник за енергетика на премиерот Димитар Ковачевски. Признавам ме плаши таа странна смевка, но нема да се бранам. 10-годишно творештво крунисано со проект комбинација на музика и стихови од великаните на пишаниот збор Шопов, Цепенков, Павловски. За петиот поред албум на Фин проект вечерва во Трилинг разговарам со продуцентот и автор на музиката на проектот Никола Стојковски. Господине Стојковски, добре дојдовте во Трилинг. Добро вечер, Марија, благодарам на поканата. Една декада постоење на Фин Project, крунисана со албум кој што е спојна музика и добро одбрана селектирана поезија од нашите великани македонски поети. Што значи да се концепира или да се структурира проект кој што е спојна одлична музика и убав кажан збор? Значи создавање култура, значи вреднување на оние суштински нешта кои културата ја одржуваат жива. Од секогаш Фин проект во своето постоење се трудел да ги вреднува тие нешта и да прави спој меѓу различни културно-уметнички изрази кои потекнуваат од нашата земја. Овој спој е
првпат во нашево творештво да го направиме. И овој пат преку стихови на нашите великани, како што рековте, Ацо Шопов, Марко Цепенков, Радован Павловски, Горан Трајковски, Готра. Се потрудивме и мислам дека успеавме да ги потенцираме оние вистински вредности кои промовираат љубов, еднаквост, етика, морал, култура. Нешто што мислам дека на секој уметник му е една од целите зададени, а тоа е да ги промовира токму тие вредности. Ги споменавте културните вредности. Кога зборуваме за овој проект, какви се првичните реакции на публиката? Умееме ли ние како македонци, па и балканци, да го навикнеме увото на ваква музичка структура? Знаете, се уште постојат разлики во перцепцијата на слушателите, воопшто на љубителите на музиката, во однос на определени региони. Дали се работи за македонската публика, дали се работи за некоја рамка на бивши југословенските простори или пак Европа и пошироко. Кај нас, за жал, се уште постои таа една, би ја нарекол, предрасуда, но може би повеќе однос спрема домашната култура, која трае подолго време веќе и резултира со на начин што, ете, за несреќа би кажал, филм проект ја доживува, а тоа е да нашето творештво многу полесно и многу подобро е прифатено и во рамките на бивши југословенските простори, Европа секако, па и светот. Некако се испоставува дека кај нас нашата културна работа мора да е најпрвим потврдена надвор од границите на Македонија, па потоа да биде примена меѓу нас. Во една изјава по повод новиот албум, велите улогата на уметноста е на автентичен начин да помогне овој свет да биде попристојно и поубаво место за живот. Како го негувате вашиот творечки порив во период во кој светот секојдневно се бори некако да преживее? Човештвото и културата секако како дел од него се во сериозно заложништво, би рекол. Мислам дека оној момент кога, да речеме, политиката ќе ја стави својата шапа врз културата, или можеби попрецизно би можел да се изразам на начин да ја згази со својата штикла културата, тоа секогаш резултира со една културно-обштествена ерозија за која сме сведоци не само кај нас и не само сега, тоа е малку подолг временски период, но и воопшто во целиот свет. За среќа, јас и моите соработници во филм проект немаме проблем со инспирации, наоѓаме инспирација и во добрите и во лошите работи, но секогаш нашата идеја во однос на музиката е да на најсуптилен можен начин донесеме еден квалитет, секогаш фузирајќи ги не само музичките правци, него и воопшто оние работи за кои пред малку разговаравме. Ја споменавте фузијата како музички правец, од секогаш ви била одреден предизвик. 10 години подоцна. Сметате дека уживате слобода во однос на вашето музичко изразување? Па слободата е суштинска работа за секој човек, особено за уметникот. И јас воопшто немам никакви рамки кога се работи за пристапот во моментите на создавање на истата.
Секој албум претходен, значи 4 претходни, земајќи го и последниот за кој по кој повод сме вечерва тука, беа различни типови на фузирање. Во еден период Фин проект фузираше традиционална македонска музика во современи електронски аранжмани. Следеше период кога создавав сопствена авторска музика, инспирирана од тој македонски мелос. Ќе ве вратам неколку години наназад. Фин Project постои од 2012 година и досега со овој најновиот албум имате вкупно 5 албуми. 5 албуми. За албумот Ревизија, објавен пред неколку години, хрватските критичари ве споредуваа со Тивери Corporation. Да. Каква е критиката во земјава? Постои музичка критика во Македонија? Музичка критика во Македонија постои, но мислам дека е тоа само еден одек од чувството на една реалност која е таква да квалитетна и сериозна музичка критика во минатото постоеше и такако. И мислам дека е тоа се уште одек од тие времења. Јас со жалење можам да констатирам во комуникација со вас новинарите кои се трудите да како и јас да ја задржиме културата или да ја вратиме културата на ниво потребно. Сведоци сме дека живееме во време кога не постојат културни редакции во медиумите. Тој поразителен факт е за мене индикатор дека нешто сериозно не е во ред. Еве ќе издвојам еден пример кој ќе објасни целата ситуација. Се случи неодамна на една од другите наши телевизии бев поканет по повод јубилеот и промоцијата на Фин проект во разговор кој траеше 3 минути со цел да се остави простор да се промовира и видео материјалот кој беше подготвен за истиот јубилеј и за новиот албум. И тој спот после само 20 секунди беше скратен. Беше пуштена кратка реклама и беше пуштена емисија од онаа сфера на жолта штампа и тоа е реприза на истата емисија која очигледно на реномиран македонски медиум има приоритет. Малите приказни голем ум даваат. Short stories bring great wisdom. Следевте Трилинг со актуелни теми и соговорници. Веќе наредната недела се враќа уредникот Гораш Чомовски. Ви благодарам на вниманието и довидување до следниот петок.